Македонија на археолошкиот музеј му отстапи парцела на локалитетот Тумба Маџари. На подпишувањето на договорот беа присутни министерот за култура и туризам Зоран Љутков, австрискиот амбасадор Мартин Памер, председателот на управниот одбор на ЕВА на Македонија господин Волфганг Мајер и директорката на археолошкиот музеј на Македонија Магдалена Манаскова. Локацијата што денес се отстапува за долгорочно користење во рамките на археолошкиот локалитет Тумба Маџари станува дел од живата мрежа на научна работа, теренски истражувања, едукација и развој. Од денес локалитетот Тумба Маџари добива нова перспектива, соопшти од археолошкиот музеј. Министерот Љутков упати голема благодарност до ЕВА на Македонија и до австрискиот амбасадор за континуираната соработка во областа на културата. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, а интензитетот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Апел до скопјани што патуваат овие денови надвор од градот за поголема внимателност поради зголемената фреквенција на возила. Во Скопското средно училиште Орце Николов во новата сензорна соба им се овозможува поинклузивен тек на образовниот процес на средношколците со попреченост од нашите училишта, објави градоначалничката Даниела Арсовска. Таа додаде и дека досега опремиле сензорни соби во повеќе градски средни училишта, а проектот продолжува да се реализира во сите 23 средни училишта на град Скопје, со цел креирање инклузивна средина за сите средношколци. Карпош синоќа беше во темница. Поради пад на системот без осветлување одреден период останаа повеќето улици, информира од општината. Ве информираме дека поради пад на системот во моментот општина Карпош е без улично осветлување. Се работи на отстранување на проблемот и повторно подигнување на системот за нормализирање на осветлувањето во најбрзо време, стоеше во соопштението на општина Карпош. Најголемите урбани проблеми, сообраќајниот метеж, загадениот воздух и потребата од алтернативен превоз беа дел од темите на кои синоќа разговараа жителите на строгиот центар со нивниот градоначалник Горан Герасимовски. Тој потсети дека Центар е првата општина што воведе субвенции за алтернативен превоз, велосипеди, електрични велосипеди и тротинети. Во мојот мандат воведовме субвенции за дополнителна опрема, зашто интересот постојано расте. Само годинава од предвидените 600.000 денари за велосипеди, веќе се субвенционирани 197 граѓани, рече Герасимовски, посочувајќи дека во последните 3 години се дадени субвенции за над 500 велосипеди. Синоќа во населба Хиподром 2 беше отворен најголемиот зелен парк во општина Газибаба, изграден на 11.000 квадратни метри. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски истакна дека во рамките на паркот се наоѓаат и детско забавно катче и нов спортски кошаркарски терен со тартан подлога. Полската амбасада во Македонија во соработка со организацијата Equality во кисела вода ќе градат парк за еднаквост за лицата со посебни потреби. Вакво нешто не постои никаде во Македонија и ја увидовме потребата да се создаде такво место во Скопје. Изградбата ќе започне наскоро, а за неколку месеци ќе ги објавиме резултатите, соопшти од амбасадата на Полска. Од невладината организација порачаа дека инклузивноста не е луксус и дека со гордост го најавуваат почетокот на многу значаен проект што ќе го промени изгледот на град Скопје и ќе биде мотив плюс за нивната заедница. Овој интеграцијски и инклузивен парк е замислен како безбеден, достапен и инспиративен простор за сите, вклучително и за лицата со попреченост, каде сите ќе можат да се дружат, забавуваат, релаксираат и социјализираат, објаснија од организацијата Equality. Во паркот на еднаквост предвидени се пристапни патеки и игралишта, интерактивни и сензорни содржини, зони за играње пристапни за лица со мобилна попреченост, простори за културни и едукативни настани и аудитивни табли за лица со оштетен вид. За унапредување на земјоделското производство и годинава општина Илинден ја реализираше акцијата за испитување на квалитетот на обработлива почва на територијата на општината. Земени се примероци од вкупно 20 локации, опфаќајќи ги сите населени места во општина Илинден. Целта на ова испитување е земјоделците навремено да добијат стручни информации за состојбата на почвата која ја обработуваат, што ќе им овозможи прецизно и рационално ѓубрење на културите, зголемување на приносот, подобрување на квалитетот на земјоделските производи, како и намалување на загадувањето на почвата, соопшти од општината.
Јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје денеска соопшти дека е регистрирана енормно зголемена потрошувачка на вода, особено во попладневните часови. Според податоците од системот за мониторинг и мерење на дневната потрошувачка, на 23 јуни биле потрошени рекордни 356.000 кубни метри вода, што значи дека просечната потрошувачка изнесувала околу 700 литри по жител. Од предпријатието апелираат до граѓаните на градот Скопје на совесно и рационално користење и употреба на водата, особено да се избегнува непотребно трошење на водата за полевање на зеленило, бавчи и ниви, за перење автомобили, за полнење на базени. Од таму предупредуваат дека содивите приклучоци се нанесуваат директна штета на системот за водоснабдување и на квалитетот на водоснабдувањето до сите корисници во град Скопје. Успешно е локализиран пожарот од левата страна на течението на реката Лепенец, објави градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски, кој објасни и дека екипите од општината се на терен и оди пристигнала единицата за противпожарна интервенција. Според него, будно се следи состојбата за пожарот да не се прошири и повторно апелираше да се внимава при престојот во природа на отворено и да не се палат огнови со што би се загрозила општата безбедност. Вечерва во 20 часот и 30 минути во Куршумлијан во рамките на Скопско лето ќе биде концертната промоција на албумот Егрегор на Никола Стојковски и Тања Царовска. На концертот како гости ќе настапат и Петар Христов, Горан Трајковски Готра, Билјана Петровска, Андреја Мирчевска, Илија Јовчев, Ева Ристевска, Ангела Витановска и Александар Ицковски. Во Македонскиот културен центар во Загреб, утре со почеток од 19 часот ќе биде отворена изложба посветена на 50 годишната музичка кариера на Владко Стефановски. На изложбата ќе се представат концертни фотографии кои ги документираат различните фази од неговата солистичка кариера. Автори на фотографиите се Ангел Ситновски, Стефан Рајхл, Огнен Ацевски и Немања Ѓорѓевиќ, фотографи кои долги години го следат Стефановски на неговите настапи и турнеи во земјава, Србија и пошироко. Полицијата соопшти детали од тешката несреќа на кеот на Вардар спроти паркот на франкофонијата, во која 68 годишен скопјанец загина во судир со мотоцикл на пешачка патека. Според сведоштвата, мажот излегол од својот дом да фрли ѓубре кога бил прегазен пред прозорецот од станот. Несреќата се случила околу 19 часот и 30 минути, кога мотоцикл марка Кавасаки со скопски регистерски ознаки удрил во пешакот. Возачот по инцидентот го напуштил местото на настанот, а на мотоциклот имало и сопатник кој исто така бил повреден. Пешакот се здоби со тешки телесни повреди и беше пренесен во комплекс од клиники Мајка Тереза, каде за жал почина. Сопатникот на мотоциклот се здоби со телесни повреди и е хоспитализиран во градската општа болница Свети Наум Охридски. Во моментот полицијата извршува увид и презема мерки за пронаоѓање на возачот кој избегал од местото на несреќата, велат од СВР Скопје. Во сообраќајка што се случила во Скопје, тешко е повредена девојка која управувала електричен тротинет откако се судрила со автомобил. Според информациите, вчера во 17 часот и 15 минути во СВР Скопје е пријавено дека на крстосницата од улицата Филип II Македонски и кеј 13 ноември во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу автомобил Ауди со скопски регистерски ознаки и електричен тротинет, управуван од девојка од Велес. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила девојката. Кошаркарскиот клуб Работнички во иднина повеќе ќе се посвети на млади македонски таленти, кои заедно со искусните играчи треба да го вратат сјајот на тимот. Ова беше една од темите на вчерашната средба на градоначалникот на Центар Горан Герасимовски со новиот тренер Владимир Мирковски и директорот на клубот Горан Веселиновски. Герасимовски објави и дека интензивно се работи и на реконструкцијата на салата, за да може следната сезона да се стартува во обновен и модерен дом, достоен за клубот. Општина Илинден во партнерство со Сдруженијето Моето гнездо во рамки на третиот јавен повик за развој на социјални услуги започнува со реализација на нова социјална услуга Помош и нега во домот, споделија денес од општината преку социјалните мрежи.
Услугата е наменета за лица на 65 години како и за лица со попреченост, со целта им се обезбеди континуирана грижа во домашни услови, која ќе ги поддржи во подобрувањето на самостојноста и достоинствениот живот. Според податоците од пописот во 2021 година, во општината има 1463 лица со попреченост, вклучувајќи 539 постари лица со телесни попречености и 131 лице со оштетување на видот, се наведува во објавата.